Почитувани гледачи, добар ден. Добар ден од Канал 5 телевизија, добар ден од нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска заедно со вас ќе имаме 30 минути наше кулинарско шоу во кое што ќе имаме убав рецепт кој што вам ќе ви се допадне, многумина го прават и го обожуваат, но и ќе имаме добар гостин со кој што ќе направиме убав муабет за неговата професија. На самиот почеток испраќаме поздрави до нашите пријатели од Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата витрина. Дел од производите на Стокомак ги гледаме на нашата витрина, но оние кои што вам ви се потребни, можете да си ги пронајдете во големите маркети на Стокомак ширум светот. Сите производи со кои што ние готвиме секојдневно овде во нашата кујна се набавуваат од Стокомак и затоа нашите рецепти навистина се убави и вкусни. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Македонка обоена во црвено, налепници црвени на самите рафтови, ќе забележите дека токму има посебен дел во Стокомак за производите на Македонка. Купувајќи ги производите, со тоа вие ги стимулирате македонските производители. Затоа купувајте производи со домашно потекло и поздрав до македонските производители. Денеска, драги наши пријатели, на емисијата Гответе со Драгче одлучивме да ви направиме една вкусна штрудла со јаболко и ореви и сите оние пропратни елементи кои што одат во однос на штрудлата, но заедно со мене ќе биде еден мој драг пријател и гостин, но гостин и на вас и на многумина ваш пријател, личност која што се занимава со една исконска дејност која што јас искрено да ви кажам, многу ја обожувам, а тоа е копаничарството. Копаничарството како негова пасија и златни раце. Така се вели. Да си го поканам мојот драг пријател Славе Кочовски. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Многу ми е мило што еве денеска ќе се дружиме овде во нашата емисија. Благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е што сум тука кај вас во емисија во студио на Канал 5 телевизија. Поздрав до гледачите на Канал 5. Се надевам ќе направиме убава пита, штрудла. Ќе направиме една убава штрудла што е сакаат многумина, но и ќе говориме за онаа твоја работа, како се вели токму и во овие моменти кога сме на чествување, кога сме во пост, кога сакаме да покажеме повеќе исконски работи, е и твојата дарбата што ти ја дал Господ, но и учењето. Так. Подосна. Так. Копаничарството. Копаничарство. И ајде малку, ќе почнеме ние, само ќе ми опростиш да го вклучам јас нашиот шпоред, затоа што ќе имаме печење и да ете така да си помуабетиме за твојата работа и ќе те задолжам да рендаш јаболко. А така. Така, паралелно. Јаболката ќе бидат. Паралелно. Ете така. Ни доаѓаш од општината Илинден, Скопската општина или поранешното Белимбегово, така го знаат. Сите те познаваат. Велат добронамерниот човек кој што навистина со љубов си ја работат. Па да. Тоа е едно од повеќето работи кои што, нели, за да може да се работат успешно, треба да има и љубов и трпение за таа работа. Так. Не оди поинаку. Нема резултат ако нема љубов во работата. Мора да си има љубов, мора да си има она што се вели, како велат старите, фат во работењето, бидејќи копаничарењето е малку и тешка работа. Треба да се одбере дрво, па посебен алат. Ајде, рендај си јаболка и тоа ти е најлесно денеска. Така, да. Знам на едно твое интервју кажа дека на сосем случаен начин ти се одлучи да бидеш со тој занает кој што те привлече. Па дефинитивно случајно почна, мислам случајно. Јас во случајности не верувам. Така. Ништо не е случајно, се е со намера и со некој предизвик од некаде, искушение, нешто. Така. Купивме електричен шпоред, не се расипа стариот и го донесовме дома, го намонтиравме со татко ми. И од тоа палетата што остана, јас земав едно дашче. Треба да помага? Не е проблем. Само еден сат ќе ми треба за да ги ставам овие ренданиве. Добро. И од палетата што остана, така ми текна да пробам нешто
со штрафци. Без никаков палат. Овде ќе ги сипуваме ренданите и јас ќе ти помогнам. Дај ми, Славче, навака јаболките. Ајде, јас ќе ти помагам, за да можеме с двајцата во исто време така побрзо да бидеш трудната. Ќе биде. И така се случи, ти спонтано да биде сето тоа. И излезе дека не ми е грешка. И беше многу интересно што ликот не е веќе меѓу нас, што го виде тоа резбаното, кажа не е добро, ама со штрафцигер толку може. Купи си алат и пробај. Стварно со штрафцигер да се работи во дрво, да се... Стварно е тешка работа. Па дури несватливо сега, може би не би ни пробал така со штрафцигер, ама тогаш ете. Сега ќе ја споредам таа работа со една моја работа. Какво би било кога рачно би шиел и машината на машина за шиење? Значи за се си треба алат. Така. Треба, да. И така започна приказната за копаничарството. Да, копаничарството да си започна така некаде во минатиот век пред 25 години, 2000-та година. Така. Еве трае четврт век скоро. Неколку изложби. Твоја прва работа беше да се направи цвет. Така сакаше да биде цвет. Првата работа беше едно стебленце и две ливчиња на него, ништо повеќе. Но ти причинија радост. Како непроценливо богатство е тоа, вредност невидена. Си ги чувам и денеска, ги имам и штрафцигерот нормално го чувам. Така нели како твој показател за твојата работа која што ти ја сакаш. Така. Ќе покажат нашите колеги од режијата и дел од твоите изработки кои што ќе одат додека јас и ти разговараме. И ќе продолжиме понатаму да разговараме, но јас се извадив од една многу света работа што ти сега ја работиш. Го подготвуваш Божиот гроб, така наречено, или плаштот каде што ќе се протнуваат луѓето за Великден. Од Велики четврток па се до Великден. Камерите треба да те ловат сад. Ете така. Значи тоа е тоа што ти сега го работиш, тоа е во вашата општина? Во Илинден, во вашата црква? Се работи за нашата црква Елена и Константин. Нов храм, лани се освети, пред една година и нешто ситно. Многу убав, вреди да се посети и случајно и намерно. Така. Прекрасно дело. Убавина е, ете празнувањата се тие, да се протнат за здравје луѓето, да си посакаат убави желби. Дечињата најмногу се радуваат, да остават јајце, да земат јајце. Помалите, да. И тоа е убавината кога они од мали нозе се насочуваат или си одбираат да бидат таму кај што им е убаво. Така си ја сочувуваме и традицијата и верата. Точно. Јас овде ќе ја престанам мојата помош или подршка за тебе. Не е проблем. Ти ќе си продолжиш. Тука. Ќе ми го дадеш овој сад, за да почнам со приготвувањето на корите, повели еве ти за другите. Кажи ми, не сме правеле муабет, дали некој од нашите свештеници или од црковни одбори или луѓе кои што се еве во свештенството, побара, има потреба од тебе да направиш иконостас. Дел од иконостас. Бидејќи тоа е велат најтешката задача за еден копаничар. Треба долго време. Може и повеќе од, како да кажеме, со години да се работи. Ете така. Сам, да, буквално така, со години може да трае и 2 и 3 години. Изредавме јаболка, додадовме ванилин шекер и едно пециво кое што го додавам во самата смес. До сега такво нешто не се нема случајно, немаат побарано. Поедини работи за цркви, за иконостаси, распетие, олтар имам правено, а конкретно иконостас не, и се надевам дека Господ ќе даде подолг живот за да дојдеме и до таа фаза кај што ќе се побара и ќе се направи. И тоа. Па се надевам, искрено се надевам, тоа ми е желбата, тоа ми е сатисфакција да тоа останува. Се друго, материјалното е денеска го има, утре го нема и тоа е нешто што останува и се надевам дека ќе се случи.
како велат, кога нештота се посакуваат со сето срце и душа, доаѓаат. Па да, кога искрено се посакува. Барем ти тоа го знаеш, бидејќи и ти си продуховена личност. Си веруваш во Бог. Па да, Си веруваш верник сум. во енергиите што ни се дадени. А ги има. И тоа многу. Еве сега, колеги, ќе одиме со корите. Ајде. Јас ќе започнам со местење на корите. Добро. Сега сме со местење на корите кои што ќе ги печеме потоа во рерна. Додаваме само на еден дел јаболко. Можеш во мијалникот, така да веќе твојата задача со јаболката ни заврши. Еден дел. Така, ќе ти дадам и друга задача за да ни направиш и сецкани оревчиња, но потребни се. Така, во однос на она што обично ја ставам на средината, посипувам исто со ореви, вака да биде. И така. И сега, што е најновото што ти го работиш, освен она за кое што зборувавме? Сега, во моментов е Исусовиот гроб. Така. Тој го работам, се надевам дека ќе даде Господ да го завршам до Великден, пошто нели за тогаш и ни е потребен, нели? Тогаш е најпотребен. За вистинскиот ден, како што се вели. Так. Се надевам дека ќе биде. Со малку трпение и малку повеќе труд. Времето ми е малку кратко и пошто имам и друга работа која што работам, нели, која што ми е редовна. Па на 2 места, па и домашните се 3. Кога доодиш дома, плюс работиш со ова што го сакаш ти дома, како делови, орнаменти, кои што навистина се убави икони, кои што ги изработуваш и имаш стварно златни раце. Така би рекол и нашиот народ. Убаво нешто. Благодарам. И тука има некои сецкани, па затоа не те брзам. Не е проблем. Додавам. Има, ќе постигнеме. Така, ставам по 2 кори во однос на виткањето. Во самите јаболка додадов ванилин шекер и малку пециво. Некои не додаваат, но јас сете така. Сум навикната некако да ги... Цимет, че не ставаш? На крајот ќе го додадеме како попрскани со цимет, заради тоа што муабетиме, па заборавив овде да ставам масло. Но се може да се случи во една кујна и така да не е ништо опасно. Не е баш така. Така. Видов дека го имаш изрезбано, направено Свети Никола, така? Да. Ваша куќна слава или така ти доби порив во себе да го тоа направиш? Баш токму Свети Никола. Па Свети Никола имам изработено во повеќе варијанти, повеќе икони, нели, како икони. И меѓу другото, во една прилика, пријателче едно побара, тоа е скулптура, природна големина. Човечка? Да. Во облик на човечка големина. Да, природна големина. Зашто видов фотографија каде што ти стоиш до... Тоа е тоа. Да. Тоа е и тоа е, за малку понизок од мене. Толку беше дрвото, ако беше поголемо дрвото. Поголемо ќе направите, на столче ќе се качувате. Да, кај него му е куќна слава со генерации од прадедо, дедо таму, откако знаат за себе, секогаш име тоа и си ја посака. Мене ми беше предизвик. Си велиш, ајде, можам ова да го направам или ќе пробам да го направам така како што... Па се додека е Господ со нас, се може, а... Не, па не е ни проблеми да се сгреши, нели човечки и да се сгреши, пак да се повтори, зошто да не? Зошто мораме секогаш од прво да мислиме дека работите треба да бидат онака како што... Па и не мора, и не се ни трудам да бидат од прво. Така. Така како што рекол Господ. Па така и вистината е таа. Точно така е вистината. И така повеќе пати ми е правен Свети Никола, таа ми е као поголема. И многу време ми одзеде.
Подолго време работење. Многу време. Па сигурно едно 5-6 месеци ти Малку одземало. повеќе од година, пошто јас рачно работам, а не користам машини. Не користам рачно, исклучиво рачно. Па затоа се вика копаничар, затоа што копаничарот работи рачно, не со машини. Па има се модерни Тоа е веќе уметност. прибегуваат со CNC машини, прават нешто. Јас не сакам ни да размислам о таа насока. Рачно си е рачно. И цената му е поголема. Вредноста му е поголема. Материјалното, пак ќе речем, материјалното не значи ништо. За некого и 2000 денари се многу пари, за некого се ништо, се зависи. Али рачната работа, ако кажаме дека е рачна, треба и да биде рачна. Така. Овие колку уметнички ги додаде. Овие ќе ми бидат за поросување од озгора, за украс. Да не претераме за Не, многу се убави, баш се за украс, одлични Да си не ги видат направил, да си- уметничка душа си и затоа ете те пофалив, бидејќи на вистина е добро. Како со летото. Да, нели, навикнато е тоа. Имаме простор само за уште една кора, а другите, па добро. Како велат колегите, ако ја стуткам, можеме уште една, колеги. Да бидеме целосни, да не се фрла. Не, никако Добро. фрлање. Не се фрла. Тука не смееме ништо, затоа што сакаме да сите да си каснат на крај. Еве, ќе ја покажам на крај нашата тепција. Јас сметам дека е доволно. Добро, одлични. Одлични, тоа не е за сервирање. Како одлично ги направи мераклиски, толку убави. И баш си за пофалба. Фала. Влегувам во кујна. Влегуваш и рече дека знаеш да готвиш, но ти е потребно за твоите рецепти подолго време. Па Кога да. јас и ти се договаравме, Да, рече да. дека јас не знам ништо брзо, освен пржење јајца. Така ми рече. И салата компир. И салата компир, но јас ти кажав, ајде јас ке поработам, ти ќе ми асистираш, дел од работата ете заеднички. И ќе направиме еден убав специјалитет кој го сакаат сите. Апсолутно. Можам да додадам уште малку јаболка. Едно време сопругата работеше и недела. И во И тој морало да се готви Па добро. не ми беше морање, тоа ми беше задоволство. Љубов. Задоволство им беше. Па убаво е кога на крај нели ќе се седне на маса, кој седнат семејството и кој ќе си А изеде. се фалеше ли? Кажете дека моето јадење не е убаво. Не, никогаш не се пофали. никогаш не сум. Ништо, ништо тогаш. Во една прилика од деца некој ќе речеше тато ти си го направил поубаво од мама, викам не, мама си знае најдобро. Мама најдобро, иначе ќе ја на налютите како ќе ми Никако, готви пак. никако. Добро. Да, оно е секој дневно. Не, да се и- пошегуваме малку во сето ова време, не време кое не задеси. Убаво е луѓето и да имаат малку и некои позитивни мисли, затоа што сета тага ни допринесе и многу, како да кажеме, да сме сите веќе травматично. Па се живее под стрес генерално и ова само Колеги, ајде, бидејќи го држиш ножот во раце, ќе барам од тебе вака да ги исечеш на парченца, јас само да ги премачкам во ред. и ќе ми ги исецкаш и ќе ги ставиме во рерна. Не е Ти проблем. дадов многу задача. Не, ништо како многу. Добро. Добро. Ова јас мислев дека има уште нешто, ова е Не, само за ова е загревање. лесно така, нели, одлично е, ќе биде добро. Ова е само за загревање. Ете така. Ајде, повели сега ти. Добар нож. Овде, добар е. Ти го одбра, рече дека е добар. Добар. И еве пофалба за нашите алати. Добар. И остар. Ете така, мајсторе, тебе уметноста ти оди од рака. Браво. Хирушки прецизно. Хирушки прецизно. И убаво ќе биде. Инаку човекот што го виде првото тоа мое дело беше Бошко Ставревски, Така? абдоминален хирург, за жал не е веќе меѓу нас.
тој беше тој што го виде првото и рече не е добро, ама немој да се откажуваш, купи си алат и продолжи да работиш. Продолжи да работиш со песна. А ниту знаеш кај има алат, ниту знаеш што ти треба. Так. Сега јас малку ќе ги поросам со шекер за да имате еден убав така црвен карамелка, така преубав. Така. Нели? Изглед. И сега ќе ги поставиме во рерна. Ајде. Да ја отвориме. Да. Одиме во рерна и нека им е со лесно печењето. Ете така. Ќе ги оставиме да се попечат, а ние ќе поразговараме или ќе погледнеме дел од она што ти ни испрати, да погледнеме колеги и да ги искоментираме заедно со Славе. Тоа си ти со крстот, изработен од твоја рака. Ти значеше сигурно многу. Апсолутно. Ово е крст правен за црквата Свети Трифун во Еватовци, старата црква. Еве и тука имаме убав мало крст. распетие. Да. Ова е Свети Ѓорги. Да. Многу убав направена, многу убава резба и над самата икона. Ова е како за закачување на зид, така? Да, за кандило. Да. Како што забележа. Така ги правам. Ова е Света Ана со Богородица. Убаво. Ова е грозд. Да, ова се веќе. Ова може да биде на иконостас, нели така? Па да. Ова голема порта, каде се наоѓа? Ова се врати за плакар. Врати за плакар и се големи, 1,80 на... Кој го имаше ова задоволство? Многу убаво нешто направено. Значи, имаше желба. Интересно беше, близок човек ми е, многу близок човек. И посака нешто и ми рече, знам дека ќе направи нешто што ќе ми се свиѓа. И одлично изгледа на едни убави охриски стари куќи и така да одиш. И на крај кога го заврши беше работата дали да го потемниме малку со да го тонираме, вика ќе оставам на тебе, викам јас не би го тоа затоа што две дрва беа у комбинација и изгледа многу убаво и кој ќе старе природно ќе добие многу убава боја со тек на годините. Одлично. И ова е преубаво. Јас па овие ги сакам многу, ми се допаѓа. Прекрасни се. Ова ми е парче што сум го правил најдолго, ама не затоа што е најтешко, туку затоа што го правев за себе и наменски го правев и цртежот и се тоа. И кога ја почнав скулптурата, ова го потргнав на страна. И таа ми однесе многу време и меѓу време доаѓаат нарачки една по една. Ке чукнам неколку пати, но па тргни го на страна за друго, да не чекаат луѓе. Ама овде цветот е како жив. Па ова е скрозирана, тродимензионална ажурна резба. Многу преубав. И многу време траеше, а не дека е толку тешко да се изработи и затоа си го чувам дома. Тоа не ми е за продажба. Сепак за себе. Да. Од љубов направено за себе. Ова Свети Јован. Свети Јован Крстител. Веќе тука Свети Арангел. Да. Одиме уште некој да погледнеме и потоа ќе го бараме рецептот на денот. И ова е интересна, исто убава, Убава плитка, ама подкопана резба, тешка за работа. На кое дрво ги работиш повеќе? На орев. Типично само. Па да. Па гледам и во она известувањата кај што кога ќе побараме копаничарство, вели дека најубаво е ореовото дрво, па некој вела треба да отстои. Треба ли да стои 3-4 години па да се работи или не? Порано кога се сушеа природно, да. Во зависност од дебелината на дрвото, 1 сантиметр на година стоење му е. За стоење. За да не пукне, така се вели. Да, сега пилани вевони се современи, имаат сушари, парилници и тоа се обрзува процесот. Се суши многу побрзо и може да се работи, побрзо се работи. Добро. Тежок, тврдо дрво за работа, тешко, ама убаво. Трајно, квалитетно. Одлично. Ги видовме, сега ќе го побараме рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт и да си дзирнеме дали питата ни се пече. Штрудла со јаболка. 1 пакување готови кори. 1 килограм јаболка, 250 грама шекер, 50 мл масло, 1 кесичка пециво, 1 кесичка ванилин шекер, 50 грама ореви, цимет и шекер во прав за поросување. Ете, тоа беше нашиот рецепт.
односно состојките кои што ни се потребни за денешниот рецепт. Во ваквата штрудла некои додаваат дома и малку гриз, па може и некое суво грозје, но ние се одлучивме за нешто што е многу полесно и она што можеме да го имаме дома. Ете, полесно да биде. Поедноставно. Додека јас читав, те видов дзиркаш. Ама сега ќе те терам ти да ја извадиш. Ако, не е проблем. Ајде погледни. Ми рече Драгче, ова изгледа многу убаво. Да. Па ајде да погледнеме. Многу убаво, така? Повели другата за да си не. Машка рака повели. Прекрасна штрудла, можеш. Убаво мириса. Убаво мириса. Јас сега прво... Камерите не може да го забележат тоа. Колеги, прво дознова ќе давам вака, вака. Од овие што ги сецкаш уметнички. Да. Славе. Преку. Вака, Дури и богато ќе излезе. Како вика, леле мори мајко. Оштета камерите не може да го... Гледаат камерите. Гледаат, не мирисаат. Мирисот не може да го почувствуваат, но нашите гледачи сигурно знаат како изгледа една убава штрудла. Извадена од рерна. Леле. Ова е топ нешто. Ете, браво. Колегите камермани рекоа да биде се при рака Драгче, тука се и вратата од студиото заклучена. Затоа што ова треба тука да биде мезе на тие што се внатре. Учесниците во работата. Пошегуваме малку и уште малку ќе додадам, ајде. Ореви, ете така. А ти, Славче, ќе се обидеш да ја... Ќе стане и јас едно вако, да не... Еј, отва, на кјошоите кај што не сум додала јас. Ете така. Сакав да ја поместиме овде да се гледа. Ќе оставиме? Да оставиме таму? Да. Ете така. Ете така. Вака. Колеги, ова изгледа феноменално и преубаво, мириса многу вкусно. Тањирчињата ќе се зимаат во раце и ќе се јаде, но мора малку да застине, сепак е многу топло. Да, топло е. Навистина, еве како ти најдов задача. Ем да му абетиш за твојата професија, ем да готвиш. Да бидам корисен во кујна. Корисен во кујна. Беше убаво искуство ова, да направиме блага штрудла. Па искрено да. Правеше ли некогаш дома вака? Па то обично супругата е задолжена. Јас као помлад сега по ова емисија ќе те тера дома да бидеш асистент, јас да ти кажам. Мај се плашам да не ми ја препуштат кујната. Да ти ја препуштат кујната. Ако да се убаво се работи, кога се спрема за семејството е најголемата света задача, најубавото нешто. Јас ти благодарам што ни беше дел од емисијата, што дојде и пренесе импресии за твојата работа и ми беше супер асистент. А штрудлата ќе ја вкусиме по гасење на камерите. Ми беше драго, благодарам за поканата. Ми беше вистинско задоволство овдека. Мајстор што си ја знае работата во кујна, јас скромен почетник асистент. Но одличен. Одличен. Фала. Ете така. Тоа беше нашиот гостин. Се надевам дека ви бевме интересни, драги мои, штрудлата мами. Како велат дечињата, лигини течат, мораме да почнеме да јадеме. Ете така и нас. Ве оставам во добро здравје, во добро расположение. Чувајте се и, како ви велам, ве сакам.